на предлог на опозицијата, како и формирањето на адхок тело кое ќе треба да ја мониторира работата на медиумите 100 дена пред одржувањето на изборите. Во законот за влада треба да се ограничи мандатот на новите министри од техничката влада со времето на објавување на официјалните резултати од изборите од страна на Државната изборна комисија. Во Државната изборна комисија пак се очекува да биде донесена конечна одлука за тоа кога ќе биде објавен списокот на оние 39.520 гласачи кои ќе треба сами да се пријават ако сакаат да го задржат гласачкото право. ДЕК денеска треба да усвои и дел од правилниците што се неопходни за спроведување на постапките за проверка на овие гласачи, што беше предвидено во последните измени на изборниот законник, донесени во петокот во собранието. Спорните гласачи ќе имаат рок од 25 дена за да се пријават во Државната изборна комисија лично или електронски. За пријавувањето, Државната изборна комисија ќе испрати јавен повик во земјава и во дипломатско-конзуларните представништва, а ќе има и медиумска кампања. Добрите вести за постигнатиот политички договор во Македонија сега треба да се материјализираат преку целосна имплементација на договореното, без одлагање, истакна еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан на неформалниот состанок на министри за европски прашања во Братислава. Од вечерва на полнок дизелот поевтинува за денар, додека цената на бензините остануваат непроменети, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Од полнок цената на евродизел ќе изнесува 48 денари за литар, додека цената на Евросупер БС95 и натаму ќе е 61 денар за литар, додека Евросупер БС98 изнесува 63 денари за литар. Турција одлучи да ја распушти елитната председателска гарда, откако речиси 300 нејзини членови се уапсени по неуспешниот обид за воен удар. Дел од војниците кои учествувале во заземањето на државната турска телевизија ТРТ за време на обидот за пуч биле припадници на председателската гарда, изјави турскиот премиер Бинали Јилдирим. Повеќе нема да има председателска гарда, нема ниту цел, ниту потреба, вели тој за телевизијата Ал Хабер.